Ja, majke, oda, reče. I odi si so zdravje, drugarite, reče mi, oda ti ja odam. Od partizanite. Приказнава што ќе раскажеме е за еден од десетиците борци што ги даде Мавровскиот крај, за момчето што од зидарско чираче израсна до командант на дивизија, до народен херој на Југославија. Ова е Мавровскиот крај. Тука од секогаш се вплетувале, чинеле едно убавината и сиромаштијата. Борбата за опстанок и на ова катче ги содржала сите премрежија низ кои морал да мине македонскиот народ на долгиот пат до слободата. Тие премрежија може би биле само понагласени, зашто посната земја не го давала ни елементарното за опстанок. Ги терала генерациите по тешките, жални и неизвестни печалбарски патишта, создавала тага во детските очи, солзи во невестинските, копнеш кај сите што од секогаш се искажувал и нистажниот припев на песната и музиката. Но ова катче од секогаш раѓало и корави луѓе, луѓе кои никогаш не ја приклонувале главата пред тиранијата и робството, луѓе чија жет за слобода и правда уште од раѓањето им ја вдахновувала прекрасната природа. Колку ја сака слободата, колку е готов да поднесе жртви за слободен и достоинствен живот, докажа народот од овој крај и во текот на славната ослободителна борба. Фашистичкиот окупатор и неговите слуги ги претворија во пламен и пепел мавровските села. Ограбија се што беше вредно да се ограби од со години собираната сиромаштија. Убиваа и претепуваа. Но со сето тоа само придонесуваа да се засили отпорот, уште посилна да стане жетта за слободата, уште помасовно да стане движењето. Ова е селото Никифорово. Во него се роди во 1923 година народниот херој Чеде Филиповски Даме. Тој ми беше најстар, тој ми беше најголем. И сам си учеше, сам се способуваше. Имаме туе кај село еден наредник, седеше, тој книгите него и секој пат. Секоја вечер одеше, се иземеше и по цела ноќ учеше, читаше. И новини, и книги, тако си седеше, си сакаше све да знае, од све да умее. Тука пргавото момче растеше во сиромаштија до својата 14-та година, а потоа замина да чиракува во Белград, заедно со други своји врсници од селото. И од печалба ми праќаше пари, водеше рачун за детата, за куќата, за нас, за свите, тако си беше. Едно јаболко кој имаше, тој сам не го јадеше. Со свите ќе го делеше. Работевме ке исти предузимач, исто предпријатие, као граѓевински работници. И често пати со мене идеше, учествуваме во демонстрации. Посебно 1941 година во догаѓаите 27 март во Белград. Даме још тога се видеше да ќе се развие у еден силен борец. Партијата страховито ја волеше. Иако не беше још члан партија, ни он, ни ја, јасно, бевме омладинци. Али бевме таке васпитани и спремни на све што постарите другари ќе ни поставеа. У
У 1941 година фашистичките орди ја прегазија и распарчија стара Југославија. Македонија ја поделија на италијанскиот и бугарскиот фашистички окупатор. Се чинеше дека нема излез од новото робство. Но така не мислеше Комунистичката партија на Југославија, не мислеа југославенските народи и народности. Младиот зидар Чеде Филиповски се врати во родното Никифорово. Се врати гневен од она што го доживеал и видел во разурнатиот Белград, но едновремено и подготвен за борба и акција. Беше меѓу првите што почнаа да ја организираат борбата во Мавровскиот крај, меѓу најнестрпливите таа да отпочне што поскоро. Во военото време во Мавровско постои снажна партиска организација начело со Реонски комитет, со развиен партиски живот, која ствара една кадровска и материјална база во тој крај, која служи како столб и ослонец на целиот тој регион. Во такви услови, во непрекината борба, расте и Даме, заедно со други комунисти, младинци и припадници на покретот од Мавровскиот крај. 1942 година веќе Даме е члан на Реонскиот комитет и члан на Реонскиот штаб. Пошто 1942 година, негде 30 август, се формира првиот одред, Даме беше еден од најенергичните во работата у формирање на одредот. Во 1942 и 1943 година во Мавровско е еден голем револуционарен вриеж. Сукцесивно во тоа време се формираат први, втори, трети Мавровски партизански одред, Мавровско-Кичевски одред, одред Кораб и други одреди. Во сите тие одреди нараснатата кадровска база од Мавровскиот крај дава голем број на комунисти и младинци, кои заедно со припадниците на покретот од другите околни места, Гостивар, Кичев, Дебар и така натака, ги ствараат тие одреди и ја влеваат преди се својата младост во ними. Во текот на бурната и мощне богата со настани 1943 година во Македонија, кога непријателот го толчат повеќе одреди, батальони и бригади и кога јунаштвото беше одлика на цели единици, а не само на поединци, Даме со своите квалитети брзо изби во преден план. Се наметна со ретката храброст и војничкиот талент. Но едновремено тој е еден од оние кои најдоследно се борат за оживотворување на политиката на КПЈ, за братството и единството на нашите народи и народности. Дамја Аштаринија и он. Јас Даме го познавам и како символ на братството и единството, зашто заедно со Даме во првите денови на летото, 43 година, ние тргнавме на една навистина величествена мисија да ја формираме првата албанска партизанска чета. Unë Damen e njoh edhe si simbol të vllazнимit dhe të bashkimit. Pse bashkë me Damen, në ditët e para të verës së vitit 1943, na u nisëm për një mision me të vërtet shumë të lartë, të formojmë qetrën e parë partizane shqiptare. Damja ishte udhëheqësi ynë. Даме беше наш водач. Misionin И Даме својата мисија ја прифати навистина со се срце. Тој не беше само син на македонскиот народ, туку тој беше и ќе остане син на народната револуција. И ние заедно со Даме поминавме низ многу албански села
И никогаш нема да го заборавам еден момент во едно село, мислам дека беше паталиште, кога доцна една вечер низ темнина стигнавме во куќата на еден селанец албанец. Даме ги имаше научено првите албански зборови: здраво, како си, добар сум, вие како сте. Се поздравува со домаќинот, кој помислува дека Даме е албанец како ние. Но во текот на разговорот свати дека Даме не е албанец и ме праша: море, пријателе, но овој што е? Овој е мој македонски брат. Но зошто не ми кажавте? И веднаш го премести Дамета да седне на катот од собата, таму каде што седат најпочитувани гости. После ослободувањето на Кичево, група батальони доби зајатак да продират во правецот на Гостивар, со чие ослободување се ствара поголеми услови да се активизират една голема маса на ставаништво, да се развиет покретот и да со тоа да се сузи базата за делување на непријателот. Нашиот батальон, во кој беше и Даме, беше истурен и беше полуопколен од значително поголеми непријателски сили. Тогаш заменик командант на зоната, иако не требаше да биде тука, меѓутоа сакаше увек да биде таму каде што е најопасно, се најде потполно во свој елемент. И од сегашна гледна точка човек можеше да се диви на неговата можност на расудување, на организација на одбраната, на преземањето позиции, на неговото одлучно командување, на истовремено борба во улога и на борец, така да батальонот успешно се одбрани од непријателските сили, остана во целост компактен, оружената сила остана запазена и спремна за натамошни акции. На 11. ноември 1943 година во селото Сливово, Дебрца, се формира првата македоно-косовска пролетерска бригада. Неизин заменик командант стана 20 годишниот зидар од Никифорово, Чеде Филиповски Даме. 10. novembra 1943. godine nalazio sam se u slobodnom Debarcu, u selu Slivovo. Uveče me pozvao drug Tempo i saopštio je da će se sutra, 11. novembra, formirati prva makedonsko-kosovska udarna brigada, da će biti komandant i da treba sutra postrojiti makedonske i kosovske bataljone i da će mi u tome pomoći drug Dame, koga ja nisam do tada poznavao. Da, bilo je to 43. godine u Slivovu, kad sam prvi put vidio Dameta. I gledao sam ga, govorili su meni o njemu, prije nego što je postao zamjenik komandanta prve proleterske kosovsko-makedonske brigade. Znao sam da ide iz bitke u bitku, iz borbe u borbu u prvim redovima. Znao sam da se on već opredijelio, da ne može zajedno sa svojim drugovima, da je to buduća armija Makedonije, da je to buduća oružana snaga Makedonije, koja će braniti, steći slobodu i braniti tu slobodu od svih koji pokušaju asimilaciju i podjedinjivanje ponovno, i nacionalno i socijalno. 11. novembra prišao mi je mladić, vrlo lep, živa pogleda i rekao mi je da mu je Tempo rekao da se javi mene. Од тој ден почна да се создава легендата за хероизмот на бригадата на братството и единството. Легендата за бригадата која на својот борбен пат речиси и не знаеше за порази и која беше олицетворение на заедничката борба на југословенските народи и народности.
На тој борбен пат се создаваше и легендата за Даме, за младиот командант, кој секогаш беше со првите во нападот и со последните во одбраната. Taj mladić ide u prve redove. Srlja prosto iz opasnosti u opasnost. Znao sam da nama treba i takva hrabrost. Hrabrost borca, čoveka. Hrabrost junaka koji će prezirati smrt, ali ne poginuti, nego privući se neprijatelju, iznenaditi ga, tući ga, ubiti ga, a sačuvati sebe. Otuda jedna misao koja me stalno proganjala, to je da sačuvamo toga mladića. Nama treba borac, ali nama treba još više komandant. Treba nam lična hrabrost, ali još više nam treba komandantska hrabrost. To je velika stvar. To sam kazao drugovima da se razvija kod njega. Dajte mu mogućnosti da se razvije kao komandant. По повеќе борби околу Кичево, одбраната на слободната територија на Дебрца и продори на територијата на Македонија под бугарска окупација, првата бригада во декември 1943 година се префрла во Егејска Македонија. Sjećam se prvih dana januara 1944. godine, čini mi se baš je bilo 7. januara, tačno 7. januara, kad je trebalo napasti Nemce u selo Fuštane. Dame traži i onda ide u borbu kao i uvijek. I u Fuštanima Dane je išao sa borcima koji su napali Nemce u školi. Ubijeno je oko 90 Nemaca. U toj borbi se istakao i drug Dame, prednjačio je, bacao bombe u školu. Во јануари 1944 година, по повеќе борби со германските и бугарските окупаторски сили во Егејска Македонија, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди за Македонија со делегатот на Врховниот штаб Темпо донесоа одлука за прегрупирање на единиците и нивен продор во Вардарскиот дел на Македонија. Со тоа отпочна познатиот февруарски поход. Taj februarski pohod, ili kako ga zovu bogomilski, koja je epopeja brigade, gdje smo naišli na velike snage bugarskog okupatora, na pripremljenu de facto protivofanzivu, gdje smo imali težak marš koji je iznosio oko 300 km iz Grčke do Raške Čuke, koja je blizu Solunske glave i natrag, gdje smo 12 dana i 12 noći imali neprekidne borbe, gdje nam u prilog ništa nije išlo. Vreme bilo surovo, hladno. Hrane nismo imali vremena da uzmemo, jer stalno smo skoro bili u okruženju. Međutim, povratak za Grčku, to je bila nova Golgota. Iscrpljenost je bila ogromna. Halucinacija je već počela da djeluje. U takvoj situaciji drug Dame pokazao se u pravom elementu. Kod njega se tada vidjela jedna iskonska snaga. Uvijek je bio, ako smo probijali, među prvima. Ako se stupalo, opet je bio među zadnjima. I prelaz preko Crne. I prelaz preko Kožufa koji je bio surov, gdje je bila neprekidna mećava, gdje smo skoro 50 sati morali neprekidno marševati, gdje smo imali 26 premrzlih, gdje je njih nekoliko izgubila
i svoje živote od bele smrti, od mraza, Dame je bio zaista imao divovsko održanje. To je duh bio nepokololjiv, snažan, vedar. Čak je pevao u toj jezivoj situaciji kada su ljudi, kad je bila masovna halucinacija kod velikog broja hrabrih boraca, junaka, ali je fizička iznamoglost imala svoje. Dame se držao, čovjek bi rekao, kao da je tek počela borba. U toj tešku situaciju će do Filipovske Dame ide kao strela od bataljona do bataljona, od čete do čete, od borca do borca, širi moral ljudima. To može da bude, samo veliki ljudi mogu da tako rade. Mi smo se čudili otkuda mu je njemu toliko snage. Po Bogomilski odpohod v april 1944 godina Prvата македонско-косовска бригада тргнува од Егејска Македонија и во незадржлив продор одново и конечно ја ослободува Дебарца. При тоа разбива и уништува голем број бугарски војници и белисти. Во тие борби Даме е присуден насекаде со зачудувачката храброст, со командантската луцидност, со нескршливата верба во победата и со својата насмевка која ги инспирираше и храбреше неговите соборци. Dame se nekako odmah zapažao kao izuzetna ličnost, svojom pojavom, energijom. Nastupao je, plenio ljude kao veselog vedro koji priđe svakom. Dame je bio lep momak, zgodan, visok, crnomanjast. Uvek pedantan, u onim uslovima koliko se to moglo, sa kačketom nemačkim, velikom crvenom petokrakom, čizmama nemačkim, šmajzerom. Vedar priđe svima, svakome. Plenio je ljude. Со дојдењето во Дебарца почнаме да се растануваме, се формираат нови бригади, дивизии, покасно корпуси. Даме израсна во снажна воена и политичка личност, во командантна дивизија и со тие своји бригади и дивизии даде пълн допринос за прва стварна и коначна слобода на македонскиот народ. Даме, уште во текот на војната стана член на главниот одбор на НОМС, член на АВНОј и АСНОМ. Револуционерниот занес го преточуваше во сестрана и неуморна работа во служба на делото на револуцијата. Во завршните операции за ослободувањето на Македонија, отпорот на окупаторот и домашните предавници го кршеа дивизиите на нашата ослободителна војска. Командант на 48-та дивизија е Даме. Со неа, тој во ноември 1944 година го ослободува и родното Никифорово. Стигна до слободата како жива легенда на бестрашен борец, како еден од најсветлите примери на целосна предаденост на делото на револуцијата. После ослободувањето на Македонија, негде во првите денови на 45-та година, во генералштабот на Југословенската народна армија, се организира еден специјален курс за команданти на дивизии. Меѓу тие слушатели беше и Чеде. Јас можам да говорам сасим јасно, бидејќи јас го раководех тој курс. Чеде на тој курс, како слушател, покажа извънредни квалитети и способности. Тој беше работник, зидарски работник, но кога слушаше, и тие беа присилени да слушат повисок степен на науки, да ги оспособуваме за
regularni komandanti na divizije će da pokaže izvanredne sposobnosti. Разбира се, и изваредна марливост во учењето. Тој на практичните задачи си покажуваше ретки способности и можам да тврдам дека тој беше еден меѓу првите слушатели, еден меѓу најдобрите слушатели на тој курс. Otišao sam da se prošetam do Trga Republike i na moje iznenađenje vidim Dameta, zagrlili smo se, on je bio užasno uzbuđen, oči su mu bile pune suza, pogledao sam šta je Dame, sa puno emocije mi je rekao, Đuro, mislio sam da ćemo zajedno komandovati. Vidio sam u čemu je stvar, žalio me što sam izgubio nogu, ja sam mu sa osmehom odgovorio, pa Dame i drugi su izgubili glave, kakvih je to ljudi izginulo u ratu, ja sam još vrlo jeftino prošao. Odakle ti ovde? Kaže, završio sam viši kurs u generalštabu i sad idem za komandanta divizije. Međutim, Патувајќи да прими команда на нова дивизија, во една топла јунска ноќ во 1945 година, во сообраќајна несреќа, Даме го загуби својот живот.